Стотици домови во источниот дел на Канада настрадаа во големите поплави кои ја зафатија земјата. Во Монтреал, но и во неколку помали градови и села прогласена и вонредна состојба. Во најпогодените места е издадена и наредба за задолжителна евакуација. Властите велат дека оние кои ќе одбијат да ги напуштат своите домови, на тоа ќе ги принуди полицијата. Луѓето мораа да бидат евакуирани. Ги ставивме во чамци, а тие плачеа како бебиња. Жал ми е, но ситуацијата е таква што тие не се во можност самите да одлучуваат за својата иднина. Надлежните велат дека спасувачките екипи и останатите единици реагираат брзо и професионално. Ангажирани се околу 1200 војници, но сепак дел од жителите се жалат дека не добиле брза и навремена помош за да ги спасат своите домови. Предоцна е, дојдоа предоцна. Не праќаат ни луѓе за да им помогнат на луѓето кои се уште можат да ги спасат своите домови. Немаме доволно помош. Не знаеме каде е армијата. Не знам што друго да кажам. Ова е катастрофа. Куќата се поплавуваше по неколку сантиметри на секои 5-10 минути. Се качуваше постојано, пошто свативме дека не можеме да останеме. Властите соопштија дека ја разбираат маката на граѓаните, но донеле одлука дека животите се поважни од материјалните добра. Најпогодена е провинцијата Квебек, но невообичаено обилни врнежи имаше и во Онтарио. Водата во истоименото езеро е на највисоко ниво во последните 24 години. Зголемените температури пак ги стопија снеговите во Британска Колумбија во западниот дел на Канада, кои во комбинација со дождот предизвикаа поплави и лизгање на земјиштето.